Во ова издание САД најавија ќе донираат 580 милиони дози на глобално ниво, но не успеа да исполнат целта да испратат 80 милиони вакцини до крајот на јуни. Портпаролката на Белата куќа Псаки за Гласот на Америка објаснува за големите предизвици, правни, регулаторни бариери. Јубилеј за Восхит. Поранешниот претседател Џими Картер и неговата сопруга, поранешната прва дама Розалин, неодамна прославија 75 години брак. Што се случува кога мажот и жената имаат различни сваќања за политика? Автомобили што летаат, Aircar со 160 конски сили, кривата се вовлекуваат навнатре, достигнува максимална брзина од 190 км на час. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Откако администрацијата на председателот Бајден најави испраќање на милиони дози од вакцините Pfizer и Moderna за Виетнам и Гватемала, претходно донираше и 4 милиони дози за Индонезија. Меѓутоа, администрацијата не успеа да го достигне прагот или рокот од 80 милиони дози за најпогодените земји во светот. Дописничката од Белата куќа Паци Видакусвара јавува за правните предизвици за испраќање на вакцини до најпогодените. Уште две држави ќе добијат американски вакцини како донации, најави портпаролката на Белата куќа Джен Псаки. И Гватемала и Виетнам ќе добијат вакцини против ковид од оваа администрација. Гватемала ќе добие 1,5 милиони дози Модерна, а Виетнам ќе добие 2 милиони дози Модерна. Додека Индонезија се соочува со нагло зголемување на бројот на заразени, администрацијата на Џо Бајден вети дека ќе испрати 4 милиони дози од вакцината Модерна преку Ковакс, механизмот на Обединетите нации за споделување вакцини. САД ветија дека ќе донираат 580 милиони дози на глобално ниво, но не ја исполнија целта да испратат 80 милиони дози до крајот на јуни. Псаки за Гласот на Америка објасни дека постојат големи предизвици. Некогаш се соочуваме со правни бариери. Мора да отстраниме и регулаторни бариери. Имаме проблеми со материјалите кои се потребни за дистрибуција на овие вакцини, а исто така има проблеми и со транспортирањето и одржувањето на ниска температура. Иако ние ги имаме издвоено овие вакцини, државите треба да бидат подготвени да ги добијат. Предизвикот започнува со одредувањето на соодветната вакцина. Во САД најмногу се достапни оние од Pfizer и Moderna, за кој е неопходно складирање на екстремно ниски температури, што не може да го обезбедат сите држави. Кога ќе стигне таму, мора да го знаеме рокот на траење на дозите кои се испратени. Мора да знаеме дали има одобрување од регулаторот за користење на таа конкретна вакцина и за увоз на таа конкретна пратка. Тоа е само почеток, потоа мора да сме сигурни дека вакцините ќе бидат складирани на студено и на крајот дека луѓето што ќе ја спроведуваат вакцинацијата се обучени и може да го направат тоа. Земјите кои ги добиваат исто така треба да ги координираат вакцините кои ги добиваат од различни места, како Ковакс, Кина и Русија, а тоа бара многу планирање и компликуван синџир на достава. Не треба да представува изненадување дека испраќањето на вакцини е комплицирано од логистичка перспектива и ние заостануваме. Требаше да работиме на ова пред 6 месеци. Фактот останува, најголем дел од дозите одат кај богатите држави. До крајот на оваа недела ќе го достигнеме прагот од 160 милиони целосно вакцинирани американци. Во САД, државите од Г7, како и Европската Унија, го имаме задржано глобалното снабдување вакцини кои би ставиле крај на пандемијата. Досега споделувањето не е со темпо и големината на кои се потребни за да се достигне глобален колективен имунитет, со што сите би биле безбедни од вирусот. Поранешниот претседател Џими Картер и неговата сопруга, поранешната прва дама Розалин, прославија 75 години брак. Кейн Фарабо јавува за тајната на партнерството во оваа председателска двојка, што е најдолго во историјата на американската председателска хронологија. Џими Картер признава дека кога имал 21 година, бракот со неговата љубов Розалин Смит, која тогаш имала 18 години, не бил сигурен. Кога ја прашав Розалин за прв пат да се омажи за мене, таа рече не. Но упорноста се исплатила и двојката се венчала на 7 јули 1946 година во нивниот роден град Пленс, Џорџија.
75 години подоцна, поранешниот председател вели дека една од тајните за нивниот долг и успешен брак е слободата. Се согласивме да си дозволиме простор секој од нас да се посвети на работа од личен интерес, се обидуваме да правиме работи заедно што ни се допаѓаат на двајцата. Скијавме кога ја бев 62 години, таа 59, игравме тенис, уживавме да гледаме птици како лета. Имаме многу работи што заеднички ги правиме. Картер вели дека оваа стратегија не секогаш спречува несогласувања, но помага тие да траат кратко. Често се лутиме, но се обидуваме тоа да го решиме пред да одиме да спиеме. Джонатан Алтер е автор на книга за животот на Џими Картер. Тој вели дека Картер можеби немал да биде председател без помошта на Розалин за време на неговата председателска кампања и успешна трка за Белата куќа во 1976 година. Што се случува кога мажот и жената имаат различни сваќања за политиката? Мислам дека би се расправале многу. За среќа, Розалин и јас се согласуваме повеќето од времето, конкретно во 1976. Алтер вели дека односот на председателската двојка е историски. Бидејќи Џими и Розалин Картер имаа многу близок однос во бракот, многу поблизок од на Франклин и Елеонор или на Бил и Хилари, тој донесе на Розалин Картер невидено влијание врз одлуките на нејзиниот сопруг. Можам да го советувам и мислам дека тоа ја унапреди нашата врска. Се почитуваме меѓу себе и она што го правиме. Тоа е причина за нашето прекрасно партнерство. Откако замина од Белата куќа во 1981 година, Џими и Розалин Картер се борат против болести и промовираат демократија во светот. Тие би можеле да живеат каде би посакале во светот, како што многу председатели се иселиле од нивниот дом. Но тие се безбедни тука и ние ги сакаме и се грижиме за нив. Уживаат да шетаат низ улиците во нивниот роден град, како што правеле уште од деца. Нивниот роден град еден ден ќе биде и нивно вечно почивалиште, во близина на нивното омилено езерце. За крај на News Flash, автомобил со крилја неодамна имаше свој прв пробен лет во Словачка. Дизајнерите велат дека ваквиот успех е чекор поблиску до летечки автомобил, но експертите не се сигурни дека тоа може да се случи многу брзо. Араша Рабасади со деталите. Еден ден може да се случи да погледнете нагоре и да видите автомобил. Дизајнерите на прототипот Aircar работат на тоа. Ова е пронаоѓачот кој зборува за телевизијата Маркица. Супер е што легислативата дозволува нешто вакво да премине од виртуелна во реална локација. Наша цел е да создадеме вистински производ кој може да го купите еден ден. Од планирање до пилотирање, пронаоѓачот на Aircar, Стефан Клейн, управуваше со возилото 35 минути, од Нитра до главниот град на Словачка, Братислава. Пристигнавме на аеродромот кога беше темно. Ја извлековме машината на пистата. Иако сум летал со неа многу часови, кога одите на подалечна дестинација, чувството е поинакво. Aircar има 160 конски сили, а крилјата се вовлекуваат навнатре. Достигнува максимална брзина од 190 км на час. До сега има над 40 часа тест летање. Сепак, Љубомир Палчак од Словачкиот институт за транспорт за телевизијата Маркица вели дека проектот се уште е во зародиш. Не може да речеме дека во наредните неколку години овде ќе користиме летечки автомобили, но добро е што темата се актуализира во Словачка и има и конкретен резултат. Овој тест лет го преполови времето на патување од едниот до другиот град и го означи 142-то успешно слетување. Клейн вели дека следниот чекор е да се изработи втор прототип со 300 конски сили, брзина од 300 км на час и досег од 1000 км. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаџиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.